Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. Граѓаните во Македонија ги живеат најтоплите денови. Живата во термометарот го достигнува 40 степен. Синоптичарите најавуваат жешкото време да биде наше секојдневие во наредните денови. Следуваат настаните на денот, останете со нас. Започна реконструкцијата на железничката станица во Велес. Измените на законот за прекршоци ќе придонесат за побрз развој на приватниот бизнис сектор. Високите температури ја потикнаа побарувачката на клима уредите. Се бележи изголемена потрошувачка на струја. Велешката железничка станица е една од 10 кои до крајот на оваа година ќе добијат нов лик. Средствата за реконструкција Министерството за транспорт и врски преку владата на Република Македонија ги обезбеди од ИПА фондовите. Покрај реконструкцијата на железничките станици, ресорното министерство работи на подобрување на железничкиот сообраќај. Старата дограма на зградата на железничката станица во Велес веќе ја нема. Според планот, градежните работници работат на создавање на новиот лик. Очекувањата се зградата да го задржи автентичниот изглед, но да биде енергетски ефикасна. Градежните работи треба да завршат до крајот на оваа година. Велешката железничка станица е само една од 10 железнички станици долж коридорот 10, кои што во наредниот период ќе се реконструираат. Ова е прва поголема реконструкција на железничката станица во Велес. Поради незиното значење, заедно со Прилепската и Гевгелиската, се дел од првата група на железнички станици кои се реконструираат. Со старува збор за на коридорот 10 железнички постројки, веќе за половина од нив се издадени одобренија за градење. Правосилносно одобренијата завршуваат на 20 и на 27 овој месец и ефективно почнуваат да се градат. Значи Македонија ќе добие сосема нови реконструирани железнички станици, но и паралелно ја градиме и ја модернизираме железничката станица во Скопје. Ова се средства од ЕУ и од ИПА фондовите. Покрај модернизацијата на 10 железнички станици, Министерството за транспорт и врски инвестира и во подобрување на железничкиот сообраќај. Вкупната инвестиција во македонски железници е 50 милиони евра. Бенефитот од новите товарни вагони веќе се чувствува, а за помалку од еден месец и патниците треба да го почувствуваат благодетот од патувањето со првиот од нарачаните 6 ултрамодерни патнички возови. Измените на законот за прекршоци ќе допринесат за побрз развој на приватниот бизнис сектор. Пониските казни ќе овозможат дополнителен простор за раст и развој на предпријатијата. Бизнисмените задоволни од оваа мерка со очекување новата казнена политика да даде подобри резултати во работењето. Растеретување на бизнис секторот од високите трошоци, подобри услови за стопанисување, дополнителен простор за раст и развој на предпријатијата. Ова се придобивките кои треба да се добијат по измените на законот за прекршоци. Санкционирањето согласно економската моќ на компаниите е од голема важност за микро, малите и средни предпријатија. Секоја фирма во чие работење се утврдени неправилности ќе плаќа според своите финансиски капацитети. Бизнисмените ја поздравуваат оваа мерка и очекуваат новата казнена политика да генерира подобри резултати во работењето. Според нив, високите глоби вршеа притисок и представуваа пречка за развојот на компаниите. Сега, кога нема закана дека една казна може да го затвори бизнисот, велат тие, ќе се насочат кон развивање на нивните предпријатија. Опомената е дел од измените на казнената политика, кој има за цел да воведе дисциплина, а не да ги затвора фирмите. Сега малите фирми ќе плаќаат од 6 до 7 пати пониски глоби, а средните од 2 до 4 пати. Измените се донесени по барање на стопанските комори, занаетчиските здруженија и малите и средни предпријатија. Штетите од праските ќе се почувствуваат и до година. Градоначалникот на Росоман Стојан Чалазов смета дека врнежите од град кој годинава го зафатија Росоманскиот крај направија штета врз родот кој ќе се чувствува и наредната година. Врнежите од град кој годинава 3 пати го зафатија Росоманско, најголемиот регион за производство на праски во земјава, направија штета врз родот и за наредната година, смета градоначалникот на Росоман Стојан Челазов. Вкупната штета од последните врнежи од град, последиците од невремето ќе се почувствуваат и идната година. Тој вели дека земјоделците ќе треба сами да се заштитат преку низа мерки.
Два типа на заштита. Едниот е заштита со плаќање на осигурување, односно 40% се плаќа само додека владата, односно преку Министерство за земјоделие, преку платежната агенција субвенционира 60%, значи плаќање на осигурувањето. И втората мерка, тоа е преку ИПАРД програмата за заштитни мрежи, кои што исто така се користат ефективно за заштита од град, и тоа е уште една мерка која што навистина може да помогне на земјоделците, и таа мерка преку ИПАРД програмата дури до 70% се субвенционира преку платежната агенција. Прасковите насади кои беа погодени од градот за жал имаат послаб и по-неквалитетен род. Овоштарите од подрачијата погодени од невремето исто така ќе имаат проблем да остават родни и здрави гранки за следната реколта, рече Лазов. Градоначалникот вели дека станува збор за нешто што не зависи од луѓето, туку од природата. Во Росоманско се произведува 1% од светското производство на праски. Од вечерва се намалуваат цените на горивата. Дизелот поевтинува за половина денар, а бензините за 1 денар. Цените стапуваат на сила вечерва на полноќ, а ќе важат следните 2 седмици. Регулаторната комисија за енергетика одлучи од вечерва цените на горивата се намалуваат во просек за 1,37%. Согласно методологијата за пресметка на малопродажните цени, која ја користи Регулаторната комисија за енергетика, од вечерва на полноќ цените на горивата се намалуваат во просек за 1,37%. Тоа значи дека цените на Евросупер 95 и Евросупер 98 се намалуваат за 1 денар, и 1 литар од овие горива ќе се продава по цена од 70,50, односно 72,50 денари. Цената на евродизел се намалува за половина денар и 1 литар дизел гориво ќе чини 53 денари. Цените стапуваат на сила вечерва на полноќ, а ќе важат во следните 2 седмици. Високите температури ја поттикнуваат побарувачката на клима уредите. Продавниците за бела техника со зголемен обем на работа во овој период и потрошувачката на струја е значително зголемена. Високите температури во последниот период значително ја зголемија побарувачката на клима уреди. За да се спасат од летните горештини, граѓаните масовно ги употребуваат уредите за ладење како во домовите, така и во работните простории. Продавниците за бела техника со зголемен обем на работа во овој период. Купувачите бараат брзо монтирање и сервисирање на нивните клима уреди. Во зависност од јачината, цените на климатизерите се движат од 18 до 80.000 денари. Во однос на минатата година, поради курсот на доларот, има зголемување во набавните цени. Меѓутоа, ние понудуваме различни поволности и попусти, со тоа што гледаме да избалансираме. Исто така понудуваме бесплатна монтажа за да се намали, да се амортизира ударот од покачувањето на цените. Граѓаните најчесто се одлучуваат да ги купуваат производите за кои е понуден попуст. Истовремено трговците нудат разни поволности од купување преку кредит, лојални картички, вредносни ваучери, како и зголемена гаранција на купените производи. Да избалансираат јачината на климауредот со просторијата која сакаат да загреат или изладат, да видат дали им е потребен инвертер или обичен систем на клима, дали ќе користат за ладење и грејење, за да бидат задоволни од незината намена. Масовното користење на климауредите значително ја зголеми и потрошувачката на струја. Со проектот на Министерството за образование и наука им се овозможува на лицата на 30 години да завршат високо образование. Овој проект Министерството го спроведува 6-та година поред. Конкурсот е објавен денес. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за проектот 3035, кој овозможува поголема достапност на високообразовните установи за граѓани кои немале можност да завршат високо образование. Овој проект Министерството го спроведува 6-та година поред. Станува збор за понуда од вкупно 44 студиски програми, односно насоки, распределени на 16 факултети. Проектот 3035 се спроведува веќе 6-та година поред и сите заинтересирани граѓани на возраст од минимум 30 години за жени, односно 35 години за мажи, со претходно завршено 4-годишно средно
образование и заснован работен однос на неопределено работно време или пак невработени лица кои се пријавуваат во Агенцијата за вработување на Република Македонија најмалку 5 години, ќе им се овозможи да се запишат на студиски програми во прв циклус на студии со годишно кофинансирање на студиите од 200 евра во денарска противредност. За лицата кои што ги исполнуваат споменатите критериуми во академската 2015-2016 година, обезбедени се вкупно 670 слободни места. Најмногу места има на Државниот универзитет Тетово 315, на Универзитетот Свети Кирил и Методи 230, на Гоце Делчев во Штип 80 и на Климент Охридски во Битола 45 места. На кандидатите им се на располагање вкупно 44 студиски програми, во најголем дел технички, на 16 факултети од 4 универзитети. Тие самите ги утврдуваат критериумите и роковите за упис. До сега преку овој проект на факултет се запишале 1500 лица. Министерството за образование и наука ќе го разгледа предлогот на хотелиерите кои бараат почетокот на учебната година да се одложи до 15 септември. Заменик министерот Спиро Ристовски денеска на пресконференција рече дека ќе имаат средба со представници на иницијативата, но дека одлуката ќе биде донесена откако ќе се направи анализа и консултација со различни субјекти. Синоќа на регионалниот пат Неготино-Кавадарци кај местноста Кривомовче се случила сообраќајна несреќа. 4 лица се повредени. Увид на лице место извршила екипа на полициското одделение за безбедност во патничкиот сообраќај Неготино. 4 лица се повредени во сообраќајна несреќа која синоќа се случила на регионалниот пат Неготино-Кавадарци кај местноста Кривомовче. Во несреќата учествувале 3 возила, 2 патнички и 1 товарно. Сообраќајната несреќа се случила поради недржење на правец и страна на движење. Патничко моторно возило Volkswagen Golf удрило во товарно моторно возило Влекач Ман со полуприколка и патничко моторно возило Opel Corsa кои му доаѓале од спротива синоќа околу 20 часот и 30 минути. Повредени се двајца патници во Голфот и исто толку во Opelот Corsa, соопшти Дејана Неделјковиќ, советник за односи со јавност при секторот за односи со јавност на МВР на Република Македонија. Увид на лице место извршила екипа на полициското одделение за безбедност во патничкиот сообраќај Неготино по овластување на јавното обвинителство од Кавадарци. Вкупно 44.320 повици на Ало докторе. Министерството за внатрешни работи во изминативе 3 дена издаде 1852 потврди за азил. Македонија вработува во струга. Вестите од Македонија во продолжение. Со објавувањето на годишниот извештај за трговија со луѓе на Стејт Департментот на САД за 2015-та, соединетите држави денеска честитаа на Македонија што повторно го постигнала статусот на земја од прва категорија. Напорите на владата на Македонија во борбата против ова ужасно злосторство во изминатата година вклучија гонење и пресуда за полициски службеници за вмешаност во трговија со луѓе, иницијатива за идентификување на деца жртви и нивно пријавување во организации што нудат помош, како и значително зголемување на буџетот за заштита и поддршка на жртвите. Ја охрабруваме Македонија во наредните години да ги зголеми своите напори во борбата против трговијата со луѓе, за да остане регионален лидер во оваа сфера и се надеваме на понатамошно партнерство со Македонија за ова, но и за други витални прашања од областа на владењето на правото, стои во честитката од САД до Република Македонија. Во извештајот на Стејт Департментот стои дека владата на Македонија целосно ги исполнува минимум стандардите за елиминирање на трговија со луѓе. Вкупно 44.320 повици се регистрирани на телефонската линија за медицински совет Ало докторе, која започна да работи од септември ланската година. Само за една седмица на овој број завртеле вкупно 1125 граѓани. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето.
22 доктори се достапни за медицински совет, а јавувањата се од граѓани од сите градови на Македонија. Во последната седмица, јавувањата се со широк спектар на најразлична симптоматологија, најчесто за главоболки, стомачен вирус, покачен крвен притисок и симптомна болка. Поради високите температури, многу често се јавуваат граѓани за совети и препораки поврзани со топлото време, заштита од сонце и совети околу терапијата за хронични болести. Министерството за внатрешни работи во изминативе 3 дена издаде 1852 потврди за искажана намера за поднесување на барања за признавање право на азил во Република Македонија. Барањата ги поднесуваат странски државјани кои легално влегле на нашата територија врз основа на измените на Законот за азил. Од 19 јуни па до сега издадени се вкупно 20.065 потврди, од кои 75% на лица од машки пол, а околу 5.000 на жени и деца кои го придружуваат носителот на потврдата или деца кои патуваат без родител. Според државјанството, најбројни баратели на азил се државјани на Сирија, потоа Авганистан, Ирак, Пакистан, Сомалија, Палестина, Конго и Камерун. Од започнувањето на издавањето на потврдите до оделението за азил поднесени се 41 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадени потврди. Повторно најбројни државјаните на Сирија. Во прифатниот центар во Скопје евидентирани се вкупно 22 баратели на азил, од кои 2 малолетни лица без придружба на старател. Агенцијата за вработување на Република Македонија денеска и утре го презентира проектот Македонија вработува во струга. Преку овој владин проект досега се вработени 3850 лица. Со проектот се вработуваат невработени лица до 35 години, лица од 35 до 50 години кои повеќе од 10 години се без работа, лица над 50 години, како и лица од ранливите категории граѓани, примателите на социјална парична помош, самохраните родители и родителите на 3 или повеќе деца, деца без родители и родителска грижа и родители на деца со пречки во развојот. Целта е намалување на невработеноста во државава, креирање нови работни места и зголемување на животниот стандард на граѓаните. А од вестите од светот, извори од Грчкото Министерство за финансии соопштуваат дека грчката берза ќе остане затворена и денеска, турска офанзива против курдите. Сирискиот центар за човекови права соопштува дека турски тенкови гранатирале село во северниот дел од Сирија. Гранатирањето било извршено ноќеска. Турската армија синоќа презеде трета серија удари од воздух врз бази на Курдската работничка партија во северен Ирак. Цел на нападите бил камп на Курдската работничка партија во реонот на Хакурк, што се користи како логистичка база за обука, објави Милиет. Пукано било врз селото Зормагхар во провинцијата Алепо на границата со Турција. Се наведува дека тоа е една од стратешките бази на Курдската работничка партија во северен Ирак. Во изминатите денови, како што јавуваат турски медиуми, биле убиени над 50 раководни членови на таа терористичка организација и повеќе од 100 се ранети. Извори од Грчкото Министерство за финансии соопштуваат дека грчката берза ќе остане затворена и денес, по едномесечна пауза, повторно да почне да работи утре. Сигурно е дека нема да отвориме во понеделник, може би во вторник, изјавил представник на берзата, кој побарал да остане анонимен. Грчката берза е затворена од 29 јуни, кога Грција ги затвори банките и наметна контрола на капиталот за да се сопре повлекување на депозити, што можеше да го урне грчкиот финансиски систем. Соборен е државниот рекорд на 100 метри градно. Дамјан Петровски рекордот го постави откако на меѓународниот пливачки турнир во Бугарија патеката исплива за 1 минута 4 секунди и 7 стотинки. Со овој резултат Петровски си обезбеди пласма на европскиот шампионат идната година кој ќе се одржи во Израел. Петровски од Бугарија се враќа и со 1 сребрен и 2 бронзени медала. Следуваат вестите од домашниот спорт.
Одбојкарите на Македонија го возвратија ударот и славеа победа против Данска во вториот надпревар. Победата од 3:1 во сетови е трета за нив оваа сезона во Европската лига. По надпреварот тренерот Ристовски изјави дека неговите играчи ги научиле грешките од претходниот меч. Нема за што да жалиме, сега се насочуваме кон дуелите со Австрија каде ќе целиме на 2 победи и максимален број на бодови, заврши тој. Моментално на табелата се наоѓаме на делба на втората позиција со 10 поени. Прва е Естонија со 17. Надпреварите со Австрија се играат следниот викенд и повторно ќе бидеме домаќини. На Европското првенство за млади што се одржува во Шпанија, женската ракометна репрезентација на Македонија во неизвесен и драматичен надпревар успеа да се избори за нерешен резултат 26-26 против фаворизираната екипа на Русија. Ракометарките добија заслужени честитки од тренерот за борбеноста која прикажаа на надпреварот. Тие надпреварите од групната фаза ги завршија на третата позиција со скоро од една победа, еден пораз и нерешен резултат и заедно со последно пласираната Литванија од нашата група ќе се борат за пласман од 9-то место против селекциите на Србија и Хрватска. Македонската кошаркарска репрезентација до 18 години запиша уште еден пораз на Европското првенство што се одржува во Австрија. Овој пат нашите јуниори беа декласирани од екипата на Израел со резултат 94-63. Во отсуство на најдобриот стрелец, најефикасни на надпреварот беа Робев со 19, односно Сарбиновски со 15 поени. Денес го играме последниот надпревар во групната фаза против домаќинот Австрија и најверојатно како последно пласирани во нашата група ќе разигруваме за пласман од 17-тото до 24-тото место. Најдобрата македонска фудбалерка, Наташа Андонова, го постигна својот дебют гол за екипата на Розенгард. Таа оваа лето од германски Потсдам премина во тимот на Малме, каде што ќе игра заедно со најдобрата светска фудбалерка во последните години, бразилката Марта. Во завршните мигови од надпреварот, од слободен удар од 30 на метри, Андонова постигна прекрасен погодок со што го спаси својот тим од пораз. Се надеваме дека ова е само почеток на незината голгетерска серија. Стипендистите на Олимпискиот комитет на Македонија Марко Блажевски и Анастасија Богдановски изборија настап на престојното светско првенство што ќе се одржи во Казан, Русија. Планираните подготовки и надпреварите целосно се реализирани. Двајцата пливачи настапија на понеколку надпреварувања во Соединетите Американски држави. Марко беше на подготовки на Бахамите, а Богдановски во Колорадо. Сите трошоци за подготовките ги покри Олимпискиот комитет, рече тренерот Боро Блажевски. Подготовките и за двајцата беа успешни, што е доказ за исполнетата норма за настап на светско првенство. Веднаш по него тие ќе настапат на светскиот куп кој ќе се одржи во Москва. Мексико славеше против Јамајка во финалето на Голд Купот. За останатите вести од меѓународниот спорт од колегата Александар Андреевски. Репрезентацијата на Мексико е победник на Голд Купот. Тие во финалето ја совладаа екипата на Јамајка која за прв пат во својата историја играше финален меч на ова надпреварување, каде претходно во далечната 1993 го освоја бронзениот медал. Головите за Мексико ги постигнаа капитенот Гвардадо, Корона и Пералта, а Матокс успеа само да го ублажи поразот на Јамајка. Признанието за најдобар играч на првенството му припадна на мексиканецот Гвардадо, а најдобар стрелец беше Демпси од Соединетите Американски држави со 7 постигнати голови. Андреа Пирло дебитираше во МЛС лигата за екипата на Њујорк. Тој во победата на неговиот тим против Орландо влезе во 57-та минута и учествуваше во неколку од погодоците. Овој надпревар ќе остане во паметење не само поради дебитот на Пирло, туку и поради бројот на погодоци кои беа постигнати. Мечот заврши со резултат 5:3. Манчестер Юнајтед ангажираше уште еден играч ова лето. Тоа е аргентинскиот голман Серхио Ромеро, кој во клубот пристигнува како слободен играч и ќе потпише 3-годишен договор. Холандскиот тренер ги знае квалитетите на голманот бидејќи тие порано имаат соработувано во тимот на АЗ и изјави дека е одлично што ќе го имаат во тимот, затоа што се уште нејасна иднината на првиот голман ДГА. По пристигнувањето аргентинецот задоволен од трансферот рече дека ова за него е остварување на сонот. Атлетико Мадрид има ново засилување во нападот. Тоа е колумбискиот репрезентативец Джексон Мартинес, кој на представувањето на стадионот беше пречекан од 10.000 навивачи. Мартинес рече дека не случајно го одбрал Атлетико и дека тоа е клуб со победнички дух.
Атлетико Мадрид во моментов имаат неколку одлични напајачи и конкуренцијата ќе биде голема, но Мартинес се надева дека ќе успее да се наметне кај тренерот и најави борба за титулата во шпанското првенство. Конкурентот на МЗТ од АБА лигата Цедевита во своите редови го донесе домашниот кошаркар Лука Жорич. Откако минатата сезона загубија во финалето, хрватите во наредната сакаат да се искачат скалило погоре. Жорич пристигна од Фенербахче, а има настапувано и во Уникаха. Моментално е еден од најдобрите центри во Европа, па тоа значи дека ќе биде од голема помош на тимот и за надпреварите од Евролигата, каде што Цедевита е во група со Олимпијакос, Анадолу, Армани, Лаборал и Лимош. Во текот на изминатиот ден имавме топло и сончево време. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови. Ова беше се што за вас подготви информативната редакција на регионалната К1 телевизија. Сите информации можете да ги проследите и на социјалните мрежи. Пријатно!